Вечерва во интермецо, Тони Зен одбележува 21 година на македонската музичка сцена со неверојатен и спектакуларен концерт. По повеќе од 2 децени стил, хитови и автентична енергија, Тони Зен подготвува настап каде што ќе ја собере публиката од сите генерации. Ќе има специјални гости, многу изненадувања и одлична енергија. Тони Зен, пред се ти посакам добре дојде вечерва. Кажи ми како се осеќаш денеска? Како е чувството пред ваков еден голем концерт за 21 година јубилеј на твојата кариера? Фала и на вас што сте овдека. Чувство као чувство, понекогаш може да се опише, некогаш не. Имам многу трема и сум многу мотивиран и среќен бидејќи се случува ова, и ова е нешто што се случува ретко. Ама ќе биде 100% ќе биде многу добар концерт, и затоа таквите концерти што се случуваат од ваков тип се ретки, затоа се добри, затоа е добро да се биде овде. Траете 21 година на кариерата, кажете ми која е тајната на успехот? 21 години, пошто лани 20 не успеав да оваква, затоа сега 21 да си го направив, пошто лани требаше 20 да биде, меѓутоа се поклопи сега 21, затоа што 21.7 ми е роден ден, и 21 година и 7 албум, и некако се поклопија бројките, заради тоа е 21 година, не е 20. Успех како тајна, нема тајна, едноставно си треба добра намера, човечност пред се, респект пред се, љубов, и работите се случуваат спонтано, природно, ако си имаат тие, нели, карактеристики. Нормално, многу не толку напорна работа, туку посветеност. Работа истрена со љубов. Ако ќе погледнете вака наназад во вашата кариера, кој дел од кариерата ви е пресвртница? Па пресвртница, можеби тоа што избрав да бидам комерцијален артист, да бидам мејнстрим, што би рекле. Можеби тоа ми е пресвртницата, наместо да се нешто кријам или нешто стискам, да не се изразувам као што сакам да се изразувам пред пошироката публика. Можеби тоа и моментот кога избрав да бидам на Survivor. Можеби Дали е тоа добро искуство? Да, одлично искуство. Можеби тие се важни, клучни моменти за развој на ова што го правам сега, или кариера, или како и да е. Дали би присуствувале повторно на некое такво надпреварувачко шоу? Па сега не. Мислам дека има некој рок, има некој рок. Има време некој, за мене лично, каже што некои работи си треба да се случат до тогаш, некои работи треба од тогаш до тогаш, и мислам, ја така си имам зададено како цел, знаеш, да не правам по секоја цена нешто, туку да се следам визуализацијата мојата намера и мисија, задача, како и да е. Дали никогаш сте помислили да се откажете и што ве задржало да не се откажете? Многу пати сум помислил да се откажам, и тоа беше поготово по периодот кога беше короната, кога не затворија, кога не работевме. Меѓутоа публиката, заради публиката постојам, пошто ако нема публика, нема поента да постои, да создава било кој артист нешто, поготово во музиката. Иако и без тоа може, меѓутоа мене ми е публиката, оние, сега да не кажам фанови, пошто јас сум фан на фановите, туку оние луѓе кои што допире до нив тоа, го примаат, еве тука доаѓаат еден куп луѓе претходно, како и да е. Едноставно, они се тие што ме мотивираат да создавам секако семејството, бидејќи тоа е исто многу важен момент и за мој личен развој и за градење на кариера. За да се докажам пред себе, на семејството и на публиката дека јас можам да направам нешто и за нацијата, за Македонија, и со тоа да ги инспирирам останатите дека може.
Значи може да заклучиме дека короната беше тежок период за сите, па така и за изведувачите и музичарите. Најголем затоа што бевме како деградирани, како не знам небитни. Знаеш, и така мислам да не навлагаме тоа, нема потреба да се жалиме, се окей сега. Ние сме биле, сме и ќе останеме артисти кои што постојат за публиката, создаваат, креираат за публиката, за домашните, за блиски, таа е таа конекција, таа е таа љубов што секој артист, уметник ја има. Кажи ми, кој од колегите тоа неголема поддршка од почетокот па се до сега и колку е важна земната поддршка помеѓу изведувачите? Па вака можам да потврдам како сега, како и секој пат дека тоа е слаткаристика. Дефинитивно и сега на вака како повозрастни, како после толку многу години, тоа многу убаво ми е јасно и го разбирам и го разбираме заеднички јас и он дека тој респект, колку и да не сме биле заедно, како и да е, таа поддршка, тој респект е многу клучен, многу битен и многу клучен, не само за мене, туку општо за некаков развој на нештото што го ние правиме, па нешто придонесува тоа. Дали подготвувате некои нови проекти, песни, можеби албум? Да, еве ве поканувам на 2 април да дојдете во литература во Diamond Mall на промоција на нов албум, и тоест 2 албуми, едниот е постар, другиот е нов, на плоча албумите ќе бидат со 2 стихозбирки спакувани во премиум сет издание, ќе има и лайв настап, и тоа е некој одбележување на 20 на години, со 27 се вика новиот албум. Другата страна на изборот, претходниот е од изворот на изборот, и тие две работи уедно спакувано даваат некоја можда вистинска верзија од мене која што се градела низ години. Благодарам Тони на поканата. А кажи ми, каков е твојот став за новите генерации што создаваат музика? Па искрено немам став, него едноставно наблюдувам и се случуваат работите. Многу работи ми се допаѓаат, многу работи и не ми се допаѓаат, а и не е тоа битно. Битно е да се они се пронаоѓаат, да се создаваат. Ја не сум тука да судам, ниту па да имам став. Мислење како мислење, тоа се лично, нели секој треба да се го има. Ако успеваат, ако им им одговара сето тоа што го прават, ако имаат публика, слободно да продолжат да го прават тоа. И се што прават да биде со внимание, со љубов, така истреност низ процесот, да не е ради реда, туку да се остави белег е целата суштина. А кажи ми, Тони, за крај, каде се гледаш во следните 21 година? Се гледам колку години наредни? На водените 21. Викам дека кажеш многу добро, 21 година. Па се гледам пред се у себе, со вниманието пред се, и се гледам со семејството, со жена ми, со син ми, со ќерка ми, со многу блиски пријатели, нов материјал, убаво, мирно живење, исполнето со љубов и респект. Многу важна размена е респектот. Или почит, ја да се почитувам себе, за да те почитувам тебе, и обратно. А ти благодарам, Тони, на одвоеното време и на ова прекрасно интервју, и те посакувам успешен концерт. Фала ви многу, почити до вас. Се гледаме од друга прилика. Кажи ми, како ти се допаѓа атмосферата на концертот? Екстра е топ, малце е гужва, ама топ. Очекувано за Тони Зен. Која ти е омилена песна? Спушти се доле. Кажи ми, колку време го слушаш Тони Зен? Од мал уште. Го следе уште кога беше на Survivor, на све. Фала ти многу. Фала на вас. Како се забавувате? Дали е убава атмосферата туку? Одлична атмосфера, се е на врвно ниво. Баш сме среќни што сме овдека по повод на 21 годишница од кариерата на Тони Зен. Го слушаме од мали нозе и баш сме среќни што сме тука. Која ти е омилена негова песна? Скандал. Колку време го слушаш Тони Зен? Па мислам дека околу 15 години од мали нозе. Фала ти многу. Кажи ми, како си поминуваш на концертот на Тони Зен?
искрено одлично. Не очекував да е вака, преубав се поминувам. Која ти е негова омилена песна? Скандал и интелект, тука негде на исто место се. Фала